Должни за последниот разговор за ова утро. Сузе веќе ви го најави разговорот на почетокот на емисијата. Ке зборуваме за она што е актуелно целава оваа седмица, односно од 1 до 7 август е меѓународна, односно светска недела на доењето. За таа цел, ова утро, наша и ваша гостинка е Јасна Апостолски Николов, дипломирана медицинска сестра и, ова морам да го прочитам, да не го погрешам, меѓународен сертифициран консултант за доење и основач на бебелогија, школа за трудници и доење. Јасна, добро ви утро. Честитки за оваа светска недела на доењето. Вие сте најповикана и најодговорна за она што ќе се случува и што се случува веќе оваа недела. Ви благодарам што издвоивте време, еве, 20 на минути да бидете заедно со нас и покрај тоа што знам дека имате многу обврски и многу гости и во организација сте на станите кои што се веќе во тек. Честитки за оваа недела. Има некое мото оваа година светската недела за доењето и што се случува од 1 до 7 август? Секоја година има мото, значи тоа мото имаме едно универзално лого и нормално се преведува на сите јазици за да може да се сподели во сите земји. Традиционално, нели, секоја година од 1 до 7 август се одбележува светската недела на доење. Незиното одбележување датира од 1992 година, се со цел да се подигне што е можно на повисоко ниво свеста за доењето. Во нашата држава, во организација на бебелогија и доење со љубов, веќе 5-та година поред организираме настани. Организацијата ни почна многу спонтано, ајде барем малку да одбележиме на некаков начин, бидејќи на вистина имаме потреба од такво нешто. И еве, година за година, сите настани прераснуваа во се, нели, поголем обем, со повеќе гости, поинтересни гости. И многу ми е драго. Година по пети пат веќе е нешто големо. Оваа година ми е многу драго што 5-та јубилејна година имаме и гости предавачи од надвор, кои што се експерти на полето доење. И имаме поголема поддршка од страна на нели околните спонзори и компании, за да можеме да го овозможиме нивното учество. Така што ги повикуваме сите оние кои што се во можност да дојдат физички или онлайн да се вклучат на предавањето, бидејќи дел од предавањата ќе може да ги следат и онлайн. Добро, веќе се поминати неколку дена. Како да се вклучат? Каде се е случувањето? Главното е, мислам дека почнува од утре, така? Да. Или утре предавањето? Предавањето со физичко присуство започнуваат од утре во културниот центар Јадро, на нашите социјални медиуми, на бебелогија, доење со љубов и доилка МК, има програма за секој ден кои предавачи, кои теми ќе се обработуваат. Предавањата ќе започнуваат од 17 часот попладне и ќе траат некаде до 20:30. Има мејл адреса на која што е потребно да се пријават, бидејќи бројот на местата е ограничен. И исто така и оние кои што ќе следат онлайн треба да се пријават, бидејќи од сите оние учесници, нели, наши поддржувачи, ќе има наградни игри во кои што ќе бидат вклучени оние кои што ќе следат онлайн. Сепак треба да ги вклучиме и тие кои што се од дали истовремено оние онлайн може да го следат она што ќе се случува физички во Јадро? Да, може да го следат, да. Да напоменеме дека влезот е бесплатен. Влезот е бесплатен, да. Да, за сите кои што не слушаат, кои што сакаат да присуствуваат физички во 17 часот утре во Јадро или да се вклучат онлайн на некој од вашите. Па они кои веќе се регистрираат на мејлот ќе добијат покана за линк каде што ќе можат после тоа да ги следат предавањата. Темите се доста интересни, сите тие се наменети и за трудниците кои што ќе бидат нели идни мајки и доилки, и за доилките, па дури и за здравствените работници, бидејќи се малку поспецифични. Оваа година се доста поспецифични предавањата. Да ги споменеме учесниците, значи кои се предавачи? Што ќе имаат можност, еве, сега веќе од денес, утре до 7 до четврток да проследат оние. Едната гостинка ни е веќе пристигната, тоа е магистар Зорица Ковач, која што е претседателка на Хрватското здружение на IBCLC консултантите за доење и е претседателка на Здруженијето на патронажни сестри. Она е веќе пристигната и ќе учествува со 2 предавања. И од странските предавачи онлайн ќе се вклучи доктор Джина Вајсман, која што е доктор стоматолог и која што е специјализирана во областа на оралните рестрикции. Јас ќе земам учество како предавач со 2 предавања, доктор Драгана Емел Марковска ќе има учество со 1 предавање, магистар по фармација Силвана Николовска Глигорова исто ќе има учество и 1 предавање, Елена Джебарк има исто така предавање за тандем доење,
Што значи тоа тандем доење? Тандем доење значи доење на тодлерче и новороденче. Аха. Да. Кинеза е многу интересно приказната, така што ќе биде интересно да ја слушаат и да се вклучат. Наташа Тодосовска и Ивана, кои што се исто така во организацијата, ќе бидат вклучени со исто така теми кои што се од полето на доење и лактација. Да. Одеа во меѓувреме и фотографиите кои што ни ги испративте, ете таман ги видоа луѓето, ја видоа и програмата, и видоа делот, еве повторно како тоа изгледа, и видоа делот просториите на бебелогија, каде што ги одржувате и часовите за доење. Сега ова е значи што ќе се случува до четврток. Би сакала, имаме доволно време таман, уште 10 минути, да го искористам вашето присуство тука, да позборуваме малку за важноста и значењето на доењето, ама истовремено и за важноста на посетувањето на овие часови, на овие, можам да кажам слободно како обука за доење. Со оглед на тоа дека доењето е нормален и физиолошки процес и мајчиното млеко е единствена и уникатна храна, нели, за бебето, мислам дека тие две реченици доволно кажуваат колку е важноста на доењето, значајна и за мајката и за новороденчето. Јас секогаш им велам, не го поврзувајте доењето само како момент кога бебето се храни. Тоа е една емотивна конекција која што е незаменлива и се додека они не ја искусат, не можат да го доловат тој момент, колку на нив им значи таа емотивна поврзаност со бебето. Значењето на исхрана со мајчино млеко исто така не може, не би требало воопшто да го разговараме, бидејќи мајчиното млеко содржи состојки кои што никогаш синтетски не можат да се произведат, а се многу важни за раст и развој на едно бебенце и едно новороденче, особено за предвремено родените бебиња. Зошто е важна таа пренатална едукација? Јас секогаш велам, колку сме повеќе информирани, толку е подобро за нас. Кога они ќе ги знаат сите тие работи предходно, многу полесно пристапуваат кон самиот чин на доење. Бидејќи поддршката треба да ја имаат, нели, нормално што самото раѓање во родилиштето, па понатаму и дома. Јас гледам од искуство, еве 12 години ги работам часовите за психофизичка подготовка на трудници во бебелогија, и гледам колку на нив им значи да ги посетуваат тие часови. Бидејќи на тие часови, покрај тоа што имаме подготовка за породување, имаме и 2 часа кои што ги одвојуваме за доење. Не можеме нормално да покриеме се на тие 2 часа, меѓутоа, како велат моите трудници, кога знаеме дека имаме на некого да му се обратиме, се ни е многу полесно. Пробуваме сами да се снајдеме доколку имаме некој проблем и доколку не се снаоѓаме, тогаш знаеме дека можеме на тебе да ти се обратиме. Што малци им дава така поопуштен момент дека ете ќе успеат ако не се снајдат сами, има некој кој да им помогне. Поддршката од стручно лице е исто така многу важна, бидејќи наидуваат на некои проблеми. Сега, ако претходно се едуцирале и знаат со што можат да се соочат, кога надоаѓа млекото, колку време имаме простор за развој на лактација, што ако имаме одредени проблеми како преполнети гради, болни дојки, отечени дојки, покачена телесна температура, недобро позиционирање на бебето на при фатот, тогаш малку полесно се снаоѓаат, користејќи оно што претходно сме го научиле. Ако не се снаоѓаат, тогаш знаат дека може да ја побараат. Дали кај вас доаѓаат мајки кои што прв пат имаат бебиња или доаѓаат и мајки кои што имаат втор пат, трет пат? Има и втор пат и трет пат. Има така? Тоа така, тоа ми се наметна како има мајки кои што на часовиве за трудници сум имала и второродки и третородки. Кога нели велиме па со второ полесно, па знаеш како, знам, да, меѓутоа они сепак викаат ете сакам да дојдам да видам што сум пропуштила, можеби ќе ми биде полесно овој пат. Освен за породувањето, нормално и за доењето. Има доста мајки кои што со првото бебе не успееле во доењето, па сакаат да успеат со второто бебенце. Во мојава пракса 6 години работа како консултант за доење, имам една мајка која што има 4 деца, кои што 3 не се доени, едното последното е доено. Браво. Се најши. Од ова што го... Да. Браво. Навистина ми е многу кејф кога е тоа така. Често сакам да прашам, значи знаеме дека е огромна едукацијата за мајките. Имате убав амбиент, видоа гледачите како изгледа тоа во бебелогија. Имате, значи, трудници, идни мајки. Кај се татковците во целава оваа приказна? Има ли за нив малку едукација, бидејќи сепак поддршката е Поддршката потребна. од најблиските членови на семејството, особено од партнерот, е многу важна. Тоа го гледам јас низ работава, дека навистина нив им значи доколку партнерот ги поддржува и ги разбира во целиот тој процес. Бидејќи не е
многу едноставно, за жал, иако е, пак ја повторам, физиолошки и природен процес кој што спонтано треба да се случува, има одредени причини кои што ни го одложуваат развојот на лактацијата. Значи треба да сме малку поупорни и потрпеливи во целиот тој процес и тука е многу важна поддршката од таткото. Јас кога има простор и можност, секогаш им викам на последниот час да присуствуваат и партнерите. Ако може сите партнери да бидат присутни, да не биде нели неудобно за некој на кој што партнерот не би можел да му дојде. Иако некојаш знаат да кажат не е проблем, супругот ми е на работа, не може да дојде, ама ако нека дојдат на другите и така е доста интересен тој час кога се вклучени татковците, бидејќи сепак и они треба да знаат како минува целиот тој процес, односно како изгледа секојдневието кога дома ќе дојде бебето. Бидејќи имаме малку поинакви очекувања, меѓутоа реалноста е сосема поинаква, па добро е кога се малце поприпремени дека тоа не е бајка и идила, него дека е малку така похаотичен период. Да. Кажавме дека доењето е незаменливо, значи мајчиното млеко е основата на секој живот. Што се случува во оние ситуации кога нема доилката млеко? Тука предпоставувам дека е многу потребна и вашата поддршка, пред се психичка, емотивна поддршка. Има ли замена, може ли тоа некако да се надокнади мајчиното млеко? Знаеме дека постојат многу формули, ама еве кои се вашите препораки? Ако навистина нема, а сепак работиме нормално дека ние стално јас им велам, нема ние да успееме во доењето по цена да го прегладниме бебето. Така е. Доколку имаме потреба, секако дека се додаваат формули, а препораката за формулите ја даваат педиатрите. Меѓутоа, доколку мајката сака да дои, јас секогаш им велам, одиме со некоја минимална доза, како кога би цицало бебето, да не одиме со дозите во милилитри, како што ги пишува на кутиите, бидејќи тоа е сосема поинаков начин на исхрана, за разлика од доењето. И нормално имаме простор до кога ние можеме да стимулираме, да работиме, за да можеме да ја развиеме лактацијата. Тоа се некои добри 6 до 8 недели и кога на почетокот јас ќе им го кажам тоа, они веќе нели спласнуваат и викаат добро, значи не треба одма да надојде млекото. Затоа е тука многу важна информираноста претходно, за да знаат колку време се развива лактацијата, кои причини можат да го одложат процесот и колку време е потребно да се работи. Меѓутоа во целиот тој процес, пак ја повторам, мора да имаат помош од стручно лице кое што ќе ги води низ целиот тој процес. А препораката за формулите секако ја даваат педиатрите, меѓутоа во многу случаи до сега, например, и самите родители давале формула кога морало да се даде, меѓутоа дозата секогаш ја намалувале. Така. Сега претпоставувам прашање кое што е неминовно, ексклузивно доење до кога и до кога треба да се дои детето? И колку често? Секогаш се водиме по препораките на Светската здравствена организација. Ексклузивно доење во првите 6 месеци со препорака за доење до 2 години. Во периодот кога започнаа војните и сите овие случувања што сега ги имаме, препораката на СЗО е ако може и до 3 години да се дојат децата. Просек некој во нашава држава е околу 2,5 години со мајките со кои што јас работам на одвикнување, кога станува збор за одвикнување од доење. А во однос на прашањето колку често, тоа се зависи од возраста на бебето. На почетокот подоите се чести и бројни, бидејќи бебињата се кога сака и колку сака. Да. Тоа е единствено уникатно правило кое што може да важи за сите мајки. Не можеме на сите да им даваме совет волку минути од една града, толку минути од една града. Они се сите различни доенечки парови, меѓутоа единствено уникатно кое што важи за сите е бебето да цица кога сака и колку сака и следете го бебето, не го гледате часовникот. А како растат бебињата, така почнува да се скратуваат подоите, да се оддалечува времето од еден до друг подој и понатаму и да се намалуваат. На почетокот, кога се бројни подоите, они секогаш го прашуваат тоа. До кога треба да дојам или до кога е препорачено да се дои. Меѓутоа, бидејќи стварно е малку напорен тој период на почетокот, меѓутоа подоцна, кога веќе се вклучува и храна, кога почнуваат они со работа, бебињата се одат во градинка или некој нормално дома ги чува, тогаш веќе подоите се помалку бројни и тогаш мајките немаат проблем да продолжат со доењето. Така да некаде докај 2 години, 2,5 години е некој просек со мајките со кои што јас работам. И сосема накусо, за крај едно прашање, во минутка ако може, околу одвикнувањето. Бидејќи тоа е процес, дали и тоа кај вас во бебелогија исто така се учи? Предпоставувам процес е повеќе за мајката отколку за детето.
и како тоа се тече? Исто како и нели секоја една консултација за развој на лактација, имаме и консултации за одвикнување од доење. Некои мајки можат и самите да поминат низ целиот тој процес, меѓутоа кај некои оди многу потешко. Меѓутоа, она што е важно е дека ние не можеме веднаш да го престанеме доењето, освен ако нема медицинска индикација, па тоа да се прекине со лекови, за да може веднаш да спласне продукцијата на млеко. Препорачано е да се намалуваат подоите, за да може и самата града да се навикне на помала продукција на млеко. Оние мајки кои што решиле преку ноќ да го прекинат доењето без при тоа да размислат дека треба да се намали продукцијата на млеко, веќе вториот, третиот ден се соочуваат со проблем. Преполнети гради, болка, црвени лооток, исто како што сме имале нели од некогаш и на почетокот. Некои од нив се соочиле со такво нешто. Така што е добро кога станува збор за одвикнување, кога веќе мајката ќе реши дека треба да започне процесот на одвикнување, доколку сама не се снаоѓа, исто да побара помош од стручно лице за да може да се направи еден план како ќе се одвива целиот тој процес и кој се ќе биде вклучен од блиската фамилија за да може да ни помогне во тоа. Да. Јас на благодарам многу за издвоеното време. Ќе ве оставам сега назад на вашите обврски. Уште еднаш на крај повик до сите. Утре во 17 часот во Јадро. Физички кој сака да присуствува, влезот е бесплатен и онлайн кој сака да се вклучи на платформите на Бебелогија. Бебелогија, доење со љубов и доилка мак. Ете така.